Освен парламентот, вчерашната одлука на ВМРО ДПМН за блокада ќе ги вклучи и општините, изјави председателот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски. Одлуките ќе ги носиме чекор по чекор, но во втората фаза секако ќе ги вклучиме и општините и членовите и симпатизерите, кажа Мицкоски. Материјално-финансиската состојба на општините драматично е влошена, не по вина на градоначалниците, а државата се оглушува на нивните барања преку ЗЕЛС, изјави координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицески. И она што доаѓа до мене како пратеник од изборната единица 3, а и целокупно од да речеме од нашата држава како информација е дека општините не го добиваат она што треба да го добијат согласно потребите од државата, по однос на одредени закони или блок дотации или извршен комитет на ВМРО ДПМН во наредниот период ќе ги разгледаме сите забелешки и она што представува да речам барање на општината на општините ќе биде артикулирано преку нас, преку пратениците, преку пратеничката група во нашиот да речам процес кој што го водиме, а тоа е активното блокирање на работата на собранието. Споредено, пред и поновите цени на енергенсите, општините плаќаат од 3 до 5 пати повисоки цени. Па така, проблемите не стивнуваат, проблемите се зголемуваат во периодот кој што доаѓа. Имено од страна на владата не наидовме на некое разбирање во однос на, би рекол, обврските кои што треба да си ги обавуваат спрема локалните институции, локалните самоуправи. Проблемите се во делот на справувањето со електрична енергија, во делот со горивата кои што ги имаме и практично целата инфлација имплицира негативен исход во однос на функционирањето на локалните институции. Не само што не добивме поддршка и помош од владата, туку ги изголемија дополнително обврските кои што ги имаме. Со почетокот на мојот мандат доспеа за прв пат нова обврска, а тоа е кон Министерството за финансии на месечна основа. Министерството за финансии наплаќа од јавното предпријатие ИСАР, од општина Штип 3,7 милиони денари долг кој што е по основ на еден кредит подигнат од пред 20 години. Тој долг досега никогаш не бил наплаќан. Во време на енергетска криза, кога ние имаме зголемени трошоци, одлучија да го наплаќат на месечна основа. Со оглед на поставеноста и начинот на функционирањето на општините, прашањето е на кој начин тие ќе бидат ставени во функција на најавената блокада. Ние како ВМРО ДПМН и како извршен комитет на ВМРО ДПМН ќе ги разгледаме и во понатамошните фази ќе поразговараме за сите можности кои што би можеле да ги активираме, а со цел да бидат во интерес за побрзо паѓање на овие штетни политики и национална катастрофа во која ќе доведе оваа влада држава. Блокадата на парламентот ВМРО ДПМН ја практикува денеска и таа ќе трае се до постигнување на целта, односно договор за предвремени парламентарни избори.